Здраво дечки, како сте? Јас сум Стефан и добро дојдовте назад на мојот YouTube канал. Како што можете да видите по насловот на ова видео, ова е 10 почудни факти за мене или втор дел од 10 чудни факти за мене. Па, пред да почнем со ова видео, не заборавајте да оставите лайк на ова видео и доколку се уште не сте сабскрајбнати на мојот YouTube канал, не заборавајте да го направите тоа со кликање на subscribe копчето доле. Па, ајде да почнеме. Прв чуден факт е дека не можам да гледам друг човек во очи или eye contact. Многу ми е чудно, например, кога гледам вака некој во очи, што сега гледам камерата. И ако некогаш некаде ме сретнете, не се чудете ако вака си гледам на страна, а не гледам во вас. Тоа е бидејќи ми е многу чудно да гледам друг човек во очи. Вториот чуден факт за мене е дека не можам да спијам на грб. За тоа е крива сестра ми што ми пушти еден хорор филм. Мислам дека Alice in Wonderland беше хоророт и таму имаше, не знам точно кој бе, знам дека лежеше на грб една и дојде една вештерка и само вака так и ја извади душата, така и од тогаш ми е страв да спијам на грб. Знам дека нема ништо од тоа. Третиот чуден факт и многу ќе се согласат со мене е не можам да поднесам риба. Самата помисла на риба ме тера да повратам. Не знам, не ми се свиѓа риба. Порано јадев риба, но мислам дека бев болен тој период кога јадев риба и ја исповратив, па сега поврзувам рибата со повраќање и не можам да поднесам рибата. Рибата е најгадно нешто што постои. Четвртото нешто е дека не сакам машки работи или подмашки работи, не сакам коли, спортови. Многу ми е гале дали колата имала 12 коња или 3 магариња. Важно е да вози. Петото нешто е почнав да излегувам по кафичивам од таму од кога почна короната. Не ми е страф од короната, па затоа и си искачам. Има и помалце народ што е подобро за мене и мислам дека најверојатно јас имам прележана корона во јануари на почетокот на оваа година. Ги имав истите симптоми, кашлица, болки во мускулите, болки во грлото, тешко дишење, ги имав сите симптоми, но тогаш немаше корона. Одев 3-4 пати на лекар и ништо. Така си поминав. Шестото нешто е дека сакам повеќе зима. Сакам да е ладно, не сакам да е лето, не сакам веќе премногу жешко, се потиш, гориш од сонцето, а во зима имаш снег, ладно е, ако ти е ладно можеш да се облечеш и готово, а во лето што ќе направиш, кожата ќе ја извадиш? Не можеш. Исто така во зима е и Нова година, Божик, мојот имен ден и многу различни празници што ги сакам. Следното нешто е првите 30 минути од како ќе станам, јас сум најголемиот идиот што постои. Не сакам да зборам со никој, не можам ништо да правам, сакам само така да седам, телефон да гледам и после 30 минути јас сум друг човек. На довршување на претходното нешто е станувам пред моите аларми. Например, ако имам аларм во 7 сат, јас ќе станам во 6:40, 6:50. Ако имам аларм во 9, јас станувам во 8:30, секогаш сум буден пред моите аларми. Следното нешто, и треба да се гордеам на ова нешто, никогаш во животот не сум пробал цигара, џојнт, некој вид на дрога, не знам ништо веќе има, веј, такви работи. Имам пробано само електрична цигара, еднаш, и наргиле ме натера, не ме натера, јас поточно ги натерам, сакам да пробам наргиле. Како е чувството, не ми се допаѓа, па не ви го препорачувам. И тоа е многу чудно во денешница да си тинејџера, да немаш пробано ни цигара, ни никако вид на друга ништо. И последниот факт за ова видео е дека јас сум голем штедач. Ќе најдам денар, ќе соберам така по 10 денари, по 15, по 20 кусур глупости, не ги трошам. Ама ако ќе соберам одредена сума, например, имам зацртано дека сакам да си купам, да речеме, телевизор. Јас ги собирам парите додека не собирам доволно за тој телевизор и после само ќе ги фрлам. За безвезе, па и сум штедач, и сум трошач огромен. Па тоа е тоа за овој видео. Се надам дека ви се допадна, ако ви се допадна, не заборавајте да оставите лайк, да го споделите ова видео со вашите пријатели и се гледаме во наредното видео. Чао!